Здраво! Добре дојде во новата епизода на овој мини серијал за границите. Во денешната епизода ќе зборувам за чувствата кои што ние ги имаме, односно ги чувствуваме кога некој друг ќе ни постави граница. Морам да нагласам дека на нам сите ни е дозволено да имаме реакција на туѓата граница. Значи, дозволено е да се чувствуваме лошо, непријатно, повредено, отфрлено и така натаму. Идеално е доколку овие чувства се појават откако ќе ја испочитуваме туѓата граница. Односно, наша одговорност е да гледаме да ја испочитуваме туѓата граница, но дозволено ни е да се чувствуваме многу лошо. Зошто? Затоа што најчесто границите знаат во нас да тригерираат некоја ранливост. Знаат да тригерираат нешто кое што за нас е многу важно, а многу често другата страна не може да знае како ние сме се чувствувале или што се сме правеле како таа граница нас многу да не повредила. И сега, не само што овие туги граници знаат да удрат во нашата ранливост, туку некогаш толку многу имаме некои несигурности, како да речеме некој страв дека може да сме одбиени или да бидеме оставени сами, да бидеме напуштени или да сме дисконектирани и така натаму, што самата таа граница во нас го тригерирала тоа и кај нас се јавува процес, односно се јавуваат емоции кои што во тој момент не сме свесни да ги ограничиме до каде потекнуваат од границата која што е донесена, туку некако реалноста е дека тие целиот тој процес што ние го носиме во нашата глава го проектираме, односно го носиме како да е ради таа граница, кога всушност таа граница само го тригерирала тоа што ние одамна го носиме во нас. Исто така, многу е нормално не само да искажеме колку многу сме повредени од нечија граница, што не значи дека нема да ја испочитуваме, туку нормално е и ние да се пројавиме и да зборуваме во соодветното време како се чувствуваме од нечија граница и како таа нечија граница многу веројатно не превенира, односно не дозволува да имаме поинтимна релација со таа личност. Може би е добро да се сподели нашето искуство, а самото споделување на нашето искуство ќе отвори еден портал, односно ќе отвори една нов вид на комуникација и дури напротив би дошло до одреден компромис и до некоја подлабока интимност која што може да биде многу значајна и убава за тој однос. Може би истото тоа ќе ни дозволи да видиме дека ние имаме одредени потреби и одредени очекувања и одредени желби, а исто така, истиот тој однос може да помогне да бидеме уште покомпатибилни со таа личност. Може би на крајот на денот ќе дознаеме само дека ни требало потврда од другата личност, дека да речеме тоа го прави ради тоа и тоа, границата е поставена ради тоа и тоа, што не значи дека не сме сакани или дека сме одбиени и така натаму. Ке повторам, дозволено ни е да се почувствуваме дека сме одбиени. Дозволено ни е да прашуваме прашања, да поставуваме прашања за подобро да ја разбереме туѓата граница. Особено кога одредена релација, врска е нешто кое што за нас е многу важно и има доволно доверба и конекција за да се направи истото. Дозволено ни е да се искажеме себе си и споделиме на другата личност доколку незината граница е нешто кое што прави да се дисконектираме самите себе си. Затоа што и на другата личност ќе е важно да знае како се чувствувате со незината граница или зошто се однесувате на начинот на кој што се однесувате. И мислам дека ова е многу важна тема и ја споделувам тука во петото видео, како ние би биле свесни дека да, навистина поставувањето на граници е процес кој што знае да биде многу тежок, знае да биде болен и бара развивање на комуникацијски вештини, односно бара многу работа на себе, многу свесност за себе и дефинитивно вежбање. Затоа што за да поставуваме здрави граници ние мора одново и одново да се вежбаме како да ги поставуваме. И не заборавајте дека постојат добри и лоши граници, односно
би кажала дека лошите граници се нешто кое што ние го поставуваме од лутина према другите, а не од љубов према себе. Здравата граница секогаш се поставува од љубов према себе, никогаш од лутина кон другиот, односно овие лоши граници се оние кои што најчесто ги поставуваме импулсивно, додека сме бесни и гневни, додека пак другите граници, односно ние добрите граници, така би ги кажала, ги местиме кога сакаме да бидеме во мир со себе, односно кога веќе сме во мир со себе. Така што и кога ќе се појави потребата кај вас за местење на граница, важно е прво да имате една интроспекција и да видите дали е очекување или е граница, доколку станува збор за граница, од кое место ја поставувате и при тоа да внимавате, да се користите со цел оној момент на 6 чекори кои што ги споделив како да се постави границата идеално, односно колку е важно да се валидираат тугите чувства и емоции. Сега, нормално не секој умее тоа да го направи, затоа што понекогаш навистина сме растени со толку многу негативност кон границите, што ние имаме неможност да ги поставиме и да гледаме на нив здраво. Напротив, гледаме на границите како нешто што е негативно, како нешто што не е пожелно. Ви благодарам на вниманието, се слушаме во наредната епизода за границите од овој мини серијал. Поздрав!